Почитувани министри, почитувани работници, представници на синдикатите, почитувани представници на работодавачите, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Ми представува голема чест денешниот голем празник, 1 мај, денот на трудот, да го поминам работно со економско-социјалниот совет и да бидем посветен на суштинските политики кои ги унапредуваат севкупните работнички права во нашата земја. Трудот и работата мора да бидат вреднувани, а владите имаат обврска да осигурат услови за унапредување на работничките права. На овој голем ден нагласувам дека почита и признанието за трудот на сите работници ширум Македонија се секојдневна водилка во социјалните политики на владата. Денес, заедно со министерот за финансии Драган Тевдовски, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и потпредседателот на владата за економски прашања, на свечената седница на економско-социјалниот совет ја објавивме најновата мерка со која што дополнително ја засилуваме спиралата на раст на платите за работниците во Република Македонија. Станува збор за мерка со која државата ќе обезбеди директна финансиска поддршка од 30% од растот на бруто платата на работниците во трудоинтензивните дејности. Мерката ќе се однесува за исплата на покачени плати до 18.000 денари, околу 15.000 компании и 50.000 работници од прилика ги исполнуваат условите за користење на оваа мерка. Поддршката ќе биде обезбедена за исплата на повисоки плати за нашите работници кои работат во мали бизниси, кои што се занимаваат со трговија, како што се малопродажни дуќани продавници, гранапи, мали услужни бизниси, како што се занаетчиските работилници, фризерски салони и други дејности од областа на здравствената заштита, меѓу кои стоматолошките ординации, ординации на општа медицина и друго. Секако тука си и текстилот, кожарската индустрија и така натаму. Целта е една: да растат платите и граѓаните на Македонија да имаат повеќе пари. За да се почувствуваат економските резултати во сечи джеп, потребно е време, труд и заедничка работа. Ја користам приликата од денешната свечена седница на економско-социјалниот совет да упатам повик кон сите општествени чинители на нашата заедничка акција. Фирмите да ги покачат платите на своите работници, да аплицираат за мерките, да знаат дека државата е тука да помогне. Работниците посветени да се вложат максимално во работата и со својата креативност да придонесат во зголемувањето на продуктивноста на компаниите во кои што работат. Работникот треба да е горд затоа што носи напредок, раст и развој. Од него зависи севкупниот раст и развој во Република Македонија. Државните институции навремено и брзо да действуваат за исполнување на своите законски обврски и надлежности, да бидат услужни кон граѓаните, услужни кон компаниите, да ги доближат владините мерки до сите заинтересирани. Од тука ја користам приликата да апелирам до сите компании да аплицираат за оваа мерка, да немат одбивност, да се охрабрат и да ги искористат овие пари предвидени во буџетот. Државата сака да ги искористи сите пари до последниот денар. Контролите кои што ќе одат при аплицирањето ќе се однесуваат само на контролата на исполнетост на условите. Да не ги одвраќа тоа компаниите да аплицираат да ги искористат овие буџетски средства. И трето, сите ние сме овде да им служиме на граѓаните. Служејќи им на компаниите, конечниот резултат ќе го добијат работниците. Спиралата на покачување на платите ќе продолжи да расте, ако имаме стабилни и одржливи компании, подготвени да се справат на меѓународниот пазар на компетитивноста и конкурентноста, која што е секако стратешка цел на државата. Почитувани, во фокусот на економските политики, што ги спроведуваме, се работниците и работничките права, но и развојот и растот на конкурентноста на компаниите. Веднаш ја покачивме минималната плата на 12.000 денари и отстранивме долгогодишната неправда која што им се нанесуваше на работниците од текстилно-кожарската индустрија. Тоа беше првиот многу важен чекор за отварање на спиралата за пораст на платите. Денес одиме чекор понатаму во поддршката на компаниите и работниците, а секој да има можност за повисока плата. Понатаму, во планот за економски раст, обезбедивме финансиска поддршка за компаниите, кои за нововработените лица ќе исплаќаат повисоки плати над 18.000 денари.
Успеавме за краток временски период од 10 месеци трајно да ја решиме екзистенцијата на околу 5000 стечајни работници и нивните семејства. Долгогодишната голгота на овие наши граѓани конечно доби позитивна разрешница. Исто така, за прв пат, заедно со Министерството за финансии, одвоивме средства од буџетот на Република Македонија за субвенционирање годишен одмор на работниците со пониски примања, а со Министерството за економија веќе ја спроведуваме таа мерка. Ја користам приликата да ги повикам работниците да аплицираат на огласот кој што се уште е отворен и да ја искористат оваа можност да ги однесат своите деца и семејства на летување или годишен одмор на некој од нашите преубави домашни туристички дестинации. Ваквите можности се придонес кон еднаквоста во општеството. И кога велам да овозможиме еднаков пристап за сите, мислам и на вас, новинарите, денеска овде присутни. И вие кога следите денешната пресконференција, но и на сите останати. Апелирам кон сопствениците на медиумските куки да ги следат политиките на пораст на платите. Затоа што и новинарите се работниците во државата. Почитувани граѓани, почитувани работници, ова е само почеток. Ќе продолжиме со сите расположливи ресурси да работиме за пристојна работа, за работници кои чекорат исправено и со кренати глави кон своите работни места, за квалитетен животен стандард за сите. Македонија е земја која живее, се гради и развива од рацете на своите вредни работници. Уставот е декларира Македонија како социјална држава. Јас како левичар и премиер на сите граѓани ја чувствувам обврската да создадам услови Македонија да профункционира како држава која се грижи еднакво за сите граѓани. Вложуваме многу во економски и социјални мерки да ја направиме Македонија земја на можности за сите своји граѓани. На самиот крај, на сите граѓани и граѓанки на Република Македонија, на сите работници и работнички, го честитам 1 мај, денот на трудот, и ајде заедно да работиме за напредување на работничките права и за подобар живот за сите. Благодарам.